Регионот на Западен Балкан во периодот кој што следува треба да биде внимателен не само поради економската криза, туку и поради можни несакани безбедносни ризици како резултат на војната во Украина, вели за Глас на Америка универзитетскиот професор од Црнагора Мехмедин Техировиќ. Целите на рускиот претседател Путин не се краткорочни и не се одмалобен, вели тој. Они су зацртани неговом доктрином. Тие се зацртани со неговата доктрина. Путин сака да го контролира неговото обкружување, но и оние држави со кои имаат одредена поврзаност во пансловенски облик, но и од аспект на историјата и минатото. Тоа се неговите амбиции. Европската унија е обединета, наместо да се разедини како што тој очекуваше. Сада најдоа консензус со Европската унија, наместо да биде спротивно како што тој очекуваше. Тахировиќ смета дека Северна Македонија, Црнагора и Босна и Херцеговина се најранливи во тој поглед. Конкретно мислим на територијалне одредени претензии. Мислам на одредени територијални претензии и национална негација кога се во прашање овие три држави. Оние мапи кои беа пласирани минатата година од страна на одредени субјекти во регионот може да бидат основа за нови амбиции и во тоа е клучот на рефлексијата на украинскиот проблем. Иако Путин успее во Украина, тоа може да биде сигнал за одредени држави во нашиот регион да тргнат по неговиот пат, се разбира со негова помош. Ако Путин не успее, тогаш ќе се обиде да го пренесе жариштето на некое друго место. Директорот на Джордж Маршал Центарот вели дека засега тешко може да се предвиди какви ќе бидат понатамошните последици од војната во Украина. Тој вели дека интеграцијата на регионот во ЕУ е инструмент со кој може да се одговори на руските закани. Русија не ги користи ресурсите само против една земја, туку ги користи против сите земји во регионот. И она што можеме да го направиме е преку соработка да делуваме во борбата против така наречените влијанија на сива зона, односно да ги искористиме нашите ресурси за да може да ги спречиме тие хибридни закани кои Русија моментално ги насочува кон регионот. Во контекст на украинската криза можни се повеќе сценарија кои не чекаат, вели Моника Беговиќ, председател на Атлантскиот совет на Хрватска, но безбедносниот аналитичар Елмас Хасановиќ не очекува да дојде до дестабилизација на регионот. Могу речи да и Европска унија. Но можам да кажам дека ЕУ и НАТО ги вложуваат сите своји сили и напори како би им помогнале на земјите членки во однос на сите можни сценарија кои не очекуваат. НАТО во безбедносна смисла, ЕУ во енергетска и економска смисла. Руското влијание било присутно и ќе биде присутно, тоа е моје мислење, бидејќи тие ги изјакнуваат своите хибридни закани и даваат поддршката кон така наречените патриотски здруженија, работа на теренот, но сметам дека нивното влијание е на некој начин оневозможено со нашето членство во НАТО. Овие ставови беа изнесени на меѓународна конференција улогата на НАТО во проектирањето на стабилноста на Западен Балкан, која неодамна се одржа во Охрид. За Гласот на Америка од Охрид, Мики Трајковски.